Со низа свечености денеска беше одбележана 74 годишнината од ослободувањето на Скопје. Прво градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов оствари средба со членовите на градскиот одбор на Сојузот на борците на НОВ. На средбата борците споделуваа спомени од ослободувањето на Скопје, а градоначалникот Шилегов изрази длабока почит и благодарност спрема нив. Вие сте дел од луѓето кои што ние имат оставено таа оставштина, за која што ние мораме да се грижиме понатаму, баш заради тоа што веројатно во некои други времења ние ќе бидеме од оваа страна, некои други луѓе ќе бидат од оваа страна. Таков е животот, меѓутоа она што мора да се грижиме е да сето тоа биде пренесувано од колено на колено. Македонија е таква каква што е историски. Секогаш била место каде што се сретнувале различни интереси на големи сили и веројатно заради тоа сме останале така последни во историјата да ја формираме државата на Балканот. Сме разменувале, бидејќи се имаме среќавано и се среќаваме бајаги искуства, ги знаеме, да речам, скоро сите движења по кои што сте доаѓале во Скопје тој ден. Ние годинава и традиционално направивме, ќе се обидеме тоа биде традиционално една бесплатна туристичка тура на движењето на бригадите кои што учествувале во ослободувањето за Скопје, затоа што барем символично да се обидеме да луѓето имаат впечаток како дошло до ослободување на Скопје, иако географијата на градот тогашна и сегашна е сериозно. Партизанските единици што биле вклучени во ослободувањето на Скопје речиси цел ден марширале кон Скопје, одејќи пеш речиси 30 на километри. Една од бригадите за околу 2000 лица ја покривала цела Скопска Црнагора. Кога пристигнале во Скопје веќе се воделе жестоки битки. 12-та бригада се борела за ослободување на десниот брег на Вардар, како и за сите поголеми објекти: хотелот Македонија, Народна банка, училиштето Гоце Делчев, офицерскиот дом, Радио Скопје. Една од поголемите битки што се водела тогаш била и онаа кај старата железничка станица, а германците биле присилени да се предадат. Големи битки се водели и на Водно и на Матка, а можеби една од најпогубните била онаа каде што сега се наоѓа кафеаната Идадија, во Дебар Маало. Завршната битка била за учителската школа, кога биле заробени 70 германци. Во еуфорија на ослободено Скопје, жените излегувале на улиците и ги пресретнувале борците со цвеќиња и по стариот обичај со леп и сол, а потоа следувала и општата веселба на плоштадот, по кој парадирале партизаните. Дури 400 борци учествувале во ослободувањето на градот, а голем дел од нив биле и жени. По повод одбележувањето на празникот, делегација на град Скопје, предводена од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и председателката на Советот на град Скопје, положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите на градот Скопје на партизанските гробишта Бутел и пред споменикот на генерал Михајло Апостолски на градските гробишта Бутел.